Драги сограѓани, 3 години власт на Зоран Заев и СДСМ, 3 години проблеми, откажувања, неправди, мачен живот, постојано исчекување за подобра, изгубена надеж. Ако на почетокот имаше оптимисти дека може подобро, денес е совршено јасно дека со овие луѓе Македонија губи. А секој изгубен ден подразбира пропуштена шанса и уште една генерација без иднина. Целта не ми е додам до детали за тригодишното неславно владење на Заев и неговата елита, туку да се осврнам на неколку важни теми значајни за овој и следниот период. Денес Македонија се соочува со најжестоката здравствена и економска криза. Со право народот е целосно фокусиран кон ова прашање, затоа што COVID-19 пандемијата одзема животи. Мене ме навистина жал што морам да го констатирам она што сите го гледаме. Но оваа власт има целосен системски неуспех во справување со кризата. Викаат дека добро се справуваат и дека победиле короната. Но демантот стига веднаш и тој вели 140 луѓе кои што за жал ги загубија животите, 2315 евидентирани како заболени, а во моментот имаме повеќе од 650 активни случаи и неколку илјади во карантин. Доаѓаме до моментот кога дневно заразени имаме близу до троцифрена бројка, во услови кога регионот околу нас има едноцифрена бројка на ново заболени или воопшто нема нови случаи. Македонија има повеќе случаи на ден отколку цел Балкан заедно. А што прави власта за ова прашање? Не слушнавме ниту еден нов протокол, не слушнавме ниту ни една нова мерка, туку единственото нешто што го слушаме се избори па избори. И кога ќе се каже дека опозицијата се плашала од избори, следи еден логичен одговор, а тоа е дека јас не се плашам како лидер на опозицијата и претседател на најголемата политичка партија, ниту од неговото Луи Вуитон обвинителство, ниту пак од неговото трас судство, ниту пак од сите оние пакети кои што ги делеше во вид на подкуп, злоупотребувајќи ја кризата. Не се плашам буквално од ниту една негова репресивна мерка која што ја прави врз граѓаните, врз политичката слободна мисла. Сето она кое што ни се случува е наша македонска денешна реалност. Единственото нешто од кое што се плашам е да не загубиме човечки живот повеќе и да не го загрозиме здравието на граѓаните. Откако ќе го заштитиме здравието на граѓаните, откако ќе ја поразиме конечно оваа пандемија предизвикана од COVID-19 вирусот, тој е готов и тој ќе ги изгуби изборите и ќе доживее изборен дебакл, затоа што граѓаните знаат дека Зоран Заев, тоа што го правеше изминативе 3 години, заедно со неговата елита, граѓаните нема да му го простат. И затоа денеска се обидува, наместо заедно со ресорниот министер, наместо со сите оние кои што се одговорни за здравието на граѓаните, а се дел од ресорното министерство, да предложат некој нов протокол за заштита на здравието на граѓаните, да предложат некоја нова мерка со која што ќе спасиме човечки живот. Единствено нешто кое што го зборуваат е само избори па избори. Но јас нема да го посочувам прстот во тоа кој бил крив, а кој бил прав понатаму во оваа наша пресконференција. Ова не е состојба која што е предизвикана само од еден пропуст, туку системска негрижа. А народот не може да биде виновен, како што тоа го смета Зоран Заев, бидејќи таквата теза е покритие за неговите неуспеси. Комисијата за заразни болести, наместо препораки за заштита на здравјето, спроведуваше политички диктати на Заев. Сосема несовесно се олабави и состојбата со мерките, но војно власта во трката да се допадне да има избори глумеше нормализација, што предизвика и доведе до тоа вирусот и последиците од вирусот да се потценат. Започна од СДСМ со изборна кампања, делење флаери, одење на терен и председателот на партијата, кому половина партија му е во карантин. Повторно ќе кажам, наместо да излезе со предлог мерки за заштита на граѓаните и да спасиме човечки живот повеќе, единствено нешто што научил како грамофонска плоча да го повторува е избори па избори.
А што направија изминативе 3 години, откако се власт во Македонија, ке слушнете во продолжение. Хаос, назадување и уништена економија. Заев свесно не се сеќава, но Македонија не заборава. Македонија не заборава на неостварените ветувања за живот во земја. За 500 евра просек плата која наместо да се зголемува, таа се намалува. На ветувањата за 500 километри автопатишта, за новите инвестиции кои не ги гледаме, се сеќавате за оние фамозни инвестиции на Facebook, Google, Санос, за чистиот воздух или гасификацијата која нема, за 5% раст на бруто домашниот производ и економијата кој не се случи ниту една година откако тие се влада во Македонија. Македонија не заборава за неправдите. Тие против кои се бореше, денес му се сојузници. Одговараше ли некој? Нели правда ќе донесеш? Празна слама и ветувања. Гледаме и слушаме што имало во позадина. Бизнис, сделки и нати го дај ми го политики. Македонија не заборава и на неправдите со Смилковско, криминалот и корупцијата која е најголема во Европа. Македонија не заборава на рекет 1, рекет 2, на големите афери кои се трейдмарк на владата на Спасовски Заев, на Луи Витон куферчињата, трас обвинителството и киднапираното судство. Македонија не заборава на тоа дека 3 години поред станавме хибриден режим. Заев европец, оноку кога што вице е чесен. Тој станува најголемата закана за европската иднина. Народот се чувствува измамен, променето име, уништен идентитет. Направени тешки отстапки, а нема ништо од иднината која ветуваше Заев. А последната блокада подразбира одново дека Заев тргува со најскапоценото историјата, нашето минато, нашиот корен, нашиот јазик, нашето постоење како македонци. Во економијата, гледано од професорски аспект, не можат ни да положат за оценка 6. Факт е дека се живее најлошо. Повеќе од 200 милиони евра нов долг во првите 4 месеци. Ја слушнавме од ресорниот министер дека мај сме го завршиле со нови 107 милиони евра долг. Или сега долгот надмина 307 милиони евра само во првите 5 месеци. Повеќе од тоа што беше планирано за цела година на почетокот од годината. Државата се задолжуваше и пред корона кризата. Само тоа сега зема замав. Секое семејство до декември ќе биде задолжено за 1500 евра. Зборам ли за најновите настани. За тоа дека нема ниту еден бизнисмен кој ќе ги пофали првите 2 пакета и третиот кој е фиктивен и коруптивен во пресред на можни избори. Секој еден човек, наспроти розевата слика на Заев на крајот од денот ќе си провери во паричникот и знае дека тој е празен, дека корупцијата света и дека не се живее подобро. На Македонија е потребна стратегија. ВМРО ДПМН е различно од СДСМ. И не сакам да ги гледам тесноградо работите. Мора да се однесуваме одговорно спрема граѓаните и да го заштитиме здравието. Зоран Заев, господинот Зоран Заев, повторувам, треба да престане со неговите паушални и би рекол опасни надрездравствени совети. Треба со огромна резерва да се земаат неговите погледи на работите, затоа што пробувајќи да релативизира и опише некоја нова нормализација, кажува дека короната слабее во својата сила. Во истиот ден, кога Светската здравствена организација излезе со анализа во која вели дека нема никакви докази за такво нешто. Или кога Зоран Заев зборува за некакви симптоми на грипот кои никаде не се признаени од науката како такви. Или пак она негова теорија дека не треба да бидеме вознемирени бидејќи заболените биле од познати кластери во состојба, кога поради тоа што ја втурна неговата партија во предвремена кампања, направи нов кластер во СДСМ. И откако не убедува дека септември ќе имало нов бран, нешто што никаде не го пишува во ниту една научна студија, нас сега ни се случува втор бран, или би рекол, можеби никогаш и не ни излеговме првиот бран, туку овој пат е некој нов пик од првиот бран. И сега се смени реториката и најдоа нов изговор. Морало да се оди на избори затоа што повторно, замислете, повторно не чекал некој нов датум за Европската унија. Да бидеме сериозни, ако досега не ја завршија домашната работа, нема ни од сега.
Она што треба да го направи владата и ЗАЕФ е да направат мораториум на дневно политиканските теми и да се фокусираме сите, целото општество и напредната сила во надминувањето на оваа тешка криза. Најпрвин, како што кажав на почетокот на денешната пресконференција, да го победиме COVID-19 вирусот, а дури потоа ќе се случи она што секој денеска во Македонија го знае, а тоа е дебакал нова раководство на СДСМ предводено од Зоран Заев. И ќе повторам на крајот од денешната пресконференција, Македонија не заборава. Благодарам. Ако имате прашање, повелете. Да, повелете. Не можехме да разберем од вашето прашање дали ќе присуствувате на избори според најавениот датум кој според СДСМ и ДУИ ќе биде 5 јули. И ако ќе присуствувате во тие избори, дали ќе имате кампања, зашто и овие активности може да се смета како предизборна кампања? Да, ќе почнам од крајот на вашето прашање. Субјективна е оценката на граѓаните како ќе ги оценуваат активистите на политичките партии, но редовните пресконференции е една од алатките како една политичка партија функционира и во предизборен период, но и во период кога нема изборна кампања. Така што јас ценам дека ваквиот начин на обраќање кон јавноста, соопштување и рефлектирање на позиции на најголемата политичка партија е дел од тековното работење на политичката партија. Додека пак има специфики кои што карактеризираат предизборна кампања, начин како се води таа предизборна кампања, изборна кампања и така натаму, но од моје гледиште, можеби е поразлично од вашето, би сакал да ви кажам дека ова е еден начин како ние како најголема политичка партија ги рефлектираме нашите позиции, бидејќи вчера беше првиот работен ден пред 3 години на владата која што тогаш беше избрана во парламентот и како најголема политичка партија денеска ценевме дека е добро на македонската јавност да го соопштиме ставот на ВМРО ДПМН. Сега ќе се вратам на првиот дел од вашето прашање, а тоа е за можната дата за одржување на предвремени парламентарни избори. Во самата пресконференција кажав дека ВМРО ДПМН заедно и со Луи Витон обвинителството и со судството, со сите репресивни алатки со кои што располага Зоран Заев, и со Рекет 1, и со Рекет 2, и со куферчињата со милиони, и со обидите за подкуп, буквално со се не му се плаши, ќе излезе и ќе го победи на избори. Но единствено нешто што не плаши во овој момент, а треба сите нас да не плаши, е токму фактот дека ние денеска сме убедливо најголем рекордер по бројот на лица кои што се инфицирани од COVID-19 вирусот на Балкана и држава која што дневно губи по неколкумина човечки животи. Доколку од оваа призма, како човек, како граѓани, барате одговор од мене, одговорот би бил, ве молам, дајте да се обидеме што повеќе да спасиме човечки животи и дајте да работиме со нашите граѓани на протоколи, на мерки, да ги заштитиме од потенцијалната инфекција на овој вирус. Ајде прво тоа да го завршиме, бидејќи гледаме дека 3 месеци помина за нас, фрлени во ветар, ништо не се случи. Ајде прво тоа да го завршиме, а потоа првиот слободен термин да ги организираме тие избори и тоа да се случи веднаш откако ќе се избориме конечно со оваа пандемија. Дали СДСМ и Зоран Заев, дали Демократската унија за интеграција ќе одат на избори, кога ние ќе броиме десетици заболени и по 5, 6, 7 мртви луѓе кои што го изгубиле животот на ден, тоаш секоја чест и немам што да додадам, ниту да одземам на нивната таква одлука, бидејќи втурнувањето на граѓаните во еден таков предизборен период, за мене, како одговорен човек, политичар, значи дополнително зголемен ризик по нивниот живот. Така што ние сме секогаш за компромис, тука сме, сакаме да разговараме, сакаме да ги аргументираме нашите позиции и стоиме на располагање и на господинот Зоран Заев, и на господинот Али Ахмети, и на СДСМ, и на ДУИ, доколку ценат дека им е потребен ставот на ВМРО да помине околу новонастанатата ситуација, тука сме, подготвени сме да разговараме во секој време.
биле близко до задните избори, колку има вистина во овие негови тврдења и во оние мапендаровски дека се разликуваме 10 на 15 дена. И второто прашање во врска со случајот рекет и тврдењата на прво обвинитиот Бојан Јовановски дека Зоран Милошевиќ бил праќен од луѓе од власката телевизија агент да снима разговори меѓу кои со вас и со КПЦ. Да, поврзано со првото прашање, мојот одговор е дека ние пред новонастанатава ситуација, тоа е практично од петокот кога го имавме продолжувањето на овој пик, имаше канал за комуникација кога разговаравме за можни сценарија за одржување на предвремените парламентарни избори. Факт е дека имаше таква комуникација и тоа сум го кажал на неколку пресконференции. Од тогаш, од петокот па наваму воопшто нема канал за комуникација на кој што се соопштуваат позициите, бидејќи ситуацијата е алармантна. Од тогаш наваму имаме неколку десетици луѓе кои што ги загубија животите, неколку стотици кои што се инфицирани, имаме неколку илјади кои што тогаш па наваму се во карантин и навистина не се чувствувам пријатно да зборувам за евентуална дата за избори кога се случуваат овие работи. Повторно ќе кажам, тука сме, подготвени сме за компромис, да следиме ситуацијата, да гледаме како ќе се движи интензитетот на новиот бран, или би рекол продолжениот прв бран од COVID-19 вирусот, па дури потоа да зборуваме. Не би сакал, повторно ќе кажам, две работи што се суштински. Првата работа е, не убедуваа дека треба да научиме да живееме со пандемијата. Да, сите сме свесни, одговорни луѓе сме, свесни сме дека треба да научиме да живееме, дека таа ќе биде присутна се до моментот дека не се изнајде вакцина, но не можам да живеам со пандемијата кога имаме 80, 90, 40, 50 луѓе кои што се ново заболени и по 5, 6, 7 луѓе кои што за жал го губат животот. Да зборуваме за бројки кои што се блиску кон нулата и нула починати, како што тоа е случајот во нашето соседство или регион во Словенија, Црна Гора, би рекол еве и во Хрватска, па и во соседна Бугарија и во соседна Грција. Гледајте што се случува, ние имаме повеќе заболени отколку цел Балкан заедно. Ова на вистина не може да се квалификува како ситуација во која што јас сакам да живеам, одбивам да живеам со таква ситуација. Тие што мислат дека тоа е прифатливо да губиме по неколкумина човечки животи на ден, нека живеат со таа ситуација. Јас не можам да живеам и не сакам да живеам и ќе се борам да што е можно повеќе оваа ситуација замине од нашата држава како опозиционен политичар, онолку колку што имам алатки на располагање. Така што поврзано со тоа прашање толку имам што да одговорам. Да, за случајот рекет. Јас не би сакал да е вистина тоа што го слушам. Зошто не би сакал да е вистина? Затоа што на крајот од денот тој човек бил претседател на владата. И ако тој човек како претседател на владата поттикнувал такви работи, тогаш тоа е страшно. И уште пострашно е што тој човек и покрај сето ова излегува и бара мандат од граѓаните да продолжи со таквиот начин на функционирање. Јас сум свесен и сум различен од него, јас верувам во мудроста на граѓаните и сето она кое што го гледаат. И нема да кажам, како што тој вели дека граѓаните биле виновни со ова што не се случува, туку ќе им честитам на граѓаните што беа трпеливи изминатиот период, туку вината треба да се насочи кај некои други луѓе. Затоа не би сакал да верувам дека тоа што го сведочеше Бојан Јовановски вчера е вистина. Но доколку е вистина, а претпоставувам тоа треба да го истражат органите како што е обвинителството, подопрен глас и така се сеќавате, пред некоја недела подопрен глас имавме цели изјави пресконференции за измислен случај, поврзан со членови на раководството на ВМРО-ДПМН од страна на Вилма Русковска. За жал вчера Вилма Русковска никаде ја немаше, нити па денеска слушнав некаква изјава да рече вчера на сведочењето од лицето тоа и тоа има индиции за сторени такви и такви кривични дела, па јас ќе покренам предистрага. Балем предистрага да покренам. Но тоа нема да се случи. И затоа ние немаме доверба во обвинителството кое што таа го води, и затоа немаме доверба во правосудниот систем, и затоа немаат, би рекол, огромен процент од граѓаните доверба во правосудниот систем, и затоа е потребна промена која што ќе го замени еве претходното Сваровски, сегашното Луи Витон или Трастра судство. Потребна е креативност и луѓе кои што ќе донесат навистина визија и стратегија, не луѓе кои што се занимаваат со мерки денес
денес утре. Така што јас ќе останам со мојот став дека не сакам да верувам дека е тоа точно. Доколку е точно, нека суди јавноста и тоа е страшно. Свесно, човекот кој што треба да биде авангарда, човекот кој што треба да ја води напред кон прогрес оваа држава, да применува такви удбашки методи, тоа е навистина и остава човек без секаков коментар. Вчера писам господин Заев на неговата пресконференција како вели дека изборите има на 5 јули точно. Тоа е воден име и со граѓаните и со здравјето на граѓаните. Како е вашиот став по тоа и како вие ќе се справите со такво терено? Видете, јас сум го кажал тоа во многу наврати на пресконференции. Тоа трогодишна пандемија во Македонија, предводена од ова раководство на СДСМ и Зоран Заев, може да се порази само на избори. И тука нема никаква дилема за ВМРО-ДПМН, ниту пак за мене. Како човек, како лидер на опозицијата, како претседател на најголемата политичка партија. И тука немам никаква дилема. Но доколку за него е тоа точка, тогаш јас би додал уште 2 точки, па би имало 3 точки после таа точка, затоа што не е добро јавно да се затвараат каналите за комуникација со точка. Еве нека остане оваа моја изјава на таа точка со додадени уште 2 точки, па да видиме како ќе се развиваат работите, затоа што ниту за Македонија, ниту за граѓаните, ниту за демократијата е добро да ставиме точка во услови повторно кога броиме десетици инфицирани и неколкумина починати. Очекувам таква бројка да имаме и денеска. Затоа, кратко ќе одговорам на вашето прашање, јас на таа точка додавам уште 2 точки и оставам еве да продолжи реченицата, да не се затвори со таа точка. Затоа беше едно прашање, само телевизија не треба да се изработи. И покрај колегата бе заболен, изолиран поради контакт со позитивни на вирусот, факт е дека во наредните месеци треба да се одржат изборите. Неофицијално се говори дека ВМРО-ДПМН би била за одржување избори поредовни од октомври до декември, односно на пролет. Дали е тоа вистина? Дали овој предлог ќе изнесете на страната? Не, овој предлог воопшто не ни бил разгледуван. Официјалниот предлог на ВМРО-ДПМН беше кажан на крајот од втората лидерска средба. И тука нема поместување околу официјалната позиција на ВМРО-ДПМН. Факт е дека имавме канал за комуникација, факт беше и тоа дека континуирано го следевме процесот, континуирано ја анализиравме ситуацијата до моментот додека не настана ова новонастаната ситуација. Сега работата е прилично алармантна и јас не би се чувствувал вешт во овој момент да кажувам што би се случило за неколку недели од сега. Апелирам на одговорност до политичарите, апелирам на одговорност до претседателите на политичките партии, да наблюдуваме, да анализираме ситуацијата, да ги анализираме бројките кои што се на дневна основа, да се обидеме да помогнеме, не да одмагаме. И откако сето ова ќе заврши успешно, али конечно да заврши успешно, не онака како што политичарот Караджовски кажа и споредуваше бројки со образов, него вистински успешно кога ќе се споредуваме со држави како Словенија, Хрватска и така натаму, тогаш веќе можеме да зборуваме за поконкретни датуми и чекори кои што се пред нас. Во овој момент навистина е бескрупулозно ние било што да кажеме во услови кога го доживуваме продолжението на првиот бран, вториот пик би рекол на првиот бран, е бескрупулозно да зборуваме за било какви датуми, затоа си дозволив на точката на Заев да додам уште 2 точки и да оставам реченицата да биде продолжена.